Добро утро и од мене во утринската програма Добро утро секое утро, како почеток на работната недела и нормално да ви посакаме убаво течење на овој ден, 27 октомври. Мислам дека со нетрпение очекувате да видите и кои ни се гости во рамки на утринската програма денес, па можам да ви кажам дека оваа недела, точно од утре, 27 до 30 октомври ќе се случува едно убаво издание на манифестацијата Вклучи одржливи навики. Всушност станува збор за саем кој што во рамките на 4 дена ќе обедини многу изложувачи, многу презентации, ќе има одличен програмски дел и многу различен пристап за разлика од претходните години. Тоа станува збор за саем за иновации, роботика, хибридни возила и одржливи решенија Енерготехнома 2025 година. За таа цел денес во студиото го поканивме Александар Стамболиев, кој што ќе ни ги каже сите детали околу случувањата на овој настан, кој што ќе има многу новитети и кој што навистина оваа година ќе направи интересен настап преку вклучување и на младите и академските представници. Добро утро. Добро утро и благодарам што ме поканивте во утринската програма на Алфа. Особено ми е чест што денес ќе можам да го представам најголемиот настан кој што е поврзан со енергетика, технологија, роботика и автоматика, кој што започнува токму од денеска. Официјалното отварање вечерва во 18 часот, така сте поканети сите да се приклучите на настанот. Така, од 27 до 30 во рамки на 4 дена, овој саем ќе се разликува од претходните изданија на саемот за енергетика, роботика и иновации. По што ќе биде различен? Па прво сме горди што саемот постои 47 години, кој што ја представува најновите достигнувања во технологијата, додека од минатата година, особено зајакнато од оваа година, е што ги следиме светските трендови, воведовме и програмски дел. Што значи тоа? На 2500 квадрати имаме преку 40 излагачи кои што во своите штандовски поставки ќе ги представат своите најнови технолошки решенија, каде што посетителите ќе можат да се запознаат со новата технологија, да експериментираат со нејзе. Меѓутоа, свативме дека тоа не е доволно за да ја приближиме публиката и за таа цел, поучени од минатата година, зајакнати во оваа, воведовме програмски дел. Што ќе вклучува, програмскиот дел? Јас се разбрав дека и од регионот ќе има многу изложувачи и представници, од кои се земји ќе пристигнат денес и над 1000 учесници, колку што имам информација. Токму така. Комбинираните број на учесници во изложбениот и во програмскиот дел е над 1000. Доколку се фокусираме на програмскиот дел, тој вклучува 22 индивидуални настани. Што значи тоа? Од денеска, заклучно со петок, имаме презентации на многу решенија кои што ги нудат компаниите излагачи, кои што ќе бидат представени во посебен дел за настани, додека од утре и особено утре и задутре, 28 и 29, ќе имаме интензивни панел дискусии на кои што сакаме да ги приближиме темите релевантни за одржливот. Во текот на утрешниот ден, акселераторот УКИМ, кој што ја го представувам и раководам, кој што истовремено е и представник на Европскиот институт за иновации и технологија, организираме 7 панели токму на темата циркуларна економија и креативни индустрии. Сите сме свесни за состојбата во која што се наоѓа нашата индустрија и можностите кои што ги нуди, да не го споменувам проблемот со комуналното ѓубре, меѓутоа имаме доста ресурси кои што од кои ќе исполнат својата примарна функција, може да станат ресурси како секундарна суровина. Токму и таа темата на вториот ден, циркуларна економија. Да. Дури имаме примери од Кина и од други земји каде што се увезува ѓубрето за да се произведе енергија. Мислите на тоа? Не само на производство на енергија, туку произведување на нови производи. Например, во првиот панел ги имаме представниците од Емакустик, кои што успеваат од текстилниот отпад да креираат изолациони материјали. Веќе во третиот панел ќе имаме представници од Србија кои што со ленот и со соодветна комбинација на друг отпад креираат држачи за цвеќиња кои што сите ние ги купуваме во голема количина и се пластични, тие предизвикуваат проблем за нашите ѓубришта. И за животната средина? Токму и тоа е целта на циркуларната економија, како да ја подобриме
да го подобриме нашиот однос со животната средина, бидејќи сме влезени во еден процес на голема конзумација на различни добри услуги, кои што на крај завршуваат во дадена депонија. Со цел да се намали количината на отпад кој што завршува по депониите, бидејќи тие имаат сите ограничен волумен да можат да ја абсорбираат тој отпад, изминатите децении целиот свет размислува како постоечките ресурси повторно да ги стави во функција на креирање на нови производи. Така, да се направи одржлив развој. Токму така. Дали на настанот кој што почнува денес во 18 часот и ќе трае до четврток, исто мислам 17 часот беше последниот ден, дали ќе има работилници, дали ќе има интеракција со посетителите, на кој начин ќе се случува сето тоа работење овие 4 дена? Како што споменав, поради тоа што е хибриден настанот, имаме изложбен и програмски дел, интеракцијата се случува насекаде. Така да секој посетител ќе може да влезе во интеракција со постоечките излагачи на нова технологија, да се запознае со истите како функционираат. Во програмскиот дел, во посебно организирани панели, сите присутни ќе може да слушнат за најновите трендови, постигнувања, добри практики, особено извори за финансирање, и после сите тие панели може да поразговарат и со гостите предавачи. Колку овогодишниот саем Енерготехнома 2025 мислите дека ќе придонесе за подигнување на свеста за одржлив развој, за здрава животна средина, зелени технологии во нашата земја? Па сите организатори ги здруживме силите да го возможиме токму тоа, како организатори се ова Скопски саем, кој што е домаќин и носител на Енерготехнома, меѓутоа во партнерство со акселераторот УКИМ, хабот на Европскиот институт за иновации и технологија, кој што има 3 милиарди евра за инвестирање во периодот 2026 и 2028, кој што е единствен извор за финансирање, кој што е отворен за сите ентитети во Македонија. Индустријата, стартапи, универзитети, институти, јавни власти и невладини. Понатаму следи асоциацијата МАМЕЙ, Францускиот институт од Скопје и иновативност. Така да сите ние заедно со нашата мрежа на делување се обидуваме да ги донесеме на едно место токму различностите. Имаме представници од регионот и пошироко, имаме представници на индустријата, имаме представници на универзитетите, имаме млади иноватори. Тука особено може да се надоврзам дека ќе има и посебен дел за иноваторите студенти од Машинскиот факултет и ФЕИТ, кои што ќе ги представат своите најнови достигнувања. Можете преку примери да ни кажете, што покажуваат досега и дали можат тие примери да помогнат во заштитата на животната средина и одржливиот развој? Многу примери ќе бидат представени кои што токму укажуваат на заштитата на животната средина, но ова е покана до вас. Благодарам. И гледачите на Алфа телевизија да не посетат со цел да се инспирираат. Би било нефер да истакнуваме само неколку, така да на вистина ќе имаме премногу примери кои што ќе можат посетителите да се инспирираат. А како EIT Бизнис Акселератор УКИМ се вклучени во овој настан, вашата конкретна улога на настан? Конкретната улога е што утврдивме дека Европскиот институт за иновации и технологија имаат доста фондови кои што се наменети кон циркуларна економија, одржлив развој, инвестирање во развој на нови технологии и бизнеси. Токму таа цел во 2025 година, Акселераторот УКИМ кој што е и представник на EIT во Македонија, го започна процесот за анимирање на целокупната јавност за циркуларната економија, ги идентификуваше клучните актери, почна соработка со нив и целта е преку закружување на годинешните настани и активности на овој настан да поттикнеме поголем интерес од македонската индустрија. Ќе имаме представници од EIT кои што доаѓаат уште од денеска, каде што ќе можеме по завршување на формалниот дел во времето за вмрежување да им возможиме да се запознаат со повеќе детали за изворите на финансирање. Како што напоменав, EIT за периодот 2026-2028 има 3 милиарди евра за инвестирање и финансирање на нови одржливи практики, циркуларна економија и развој на нови технологии. Имаше интерес? Да, од целокупната комуникација што водиме сите партнери на Енерготехнома, имаме многу позитивен одговор од страна на нашата
на нашето обкружување и со нетрпение очекуваме да се случи вечерашното отварањето на настанот на 28 кој што го водиме ние, настанот на 29 кој што го води МАМЕИ, кој што е годишната конференција на МАМЕИ, кој што исто така ќе донесе доста луѓе од индустријата, представници од академијата, се со цел да се представат можностите за соработка помеѓу индустријата и академијата, кои се добрите практики, како можеме сите меѓусебно да се инспирираме, мотивираме и да придонесеме со нашите знаења, вештини и нашиот бизнис модел, се со цел да обезбедиме одржлива економија и зелена економија. Која што е нашата иднина и треба да ја даваме ветер во грб, едноставно да постои. Тоа е нашата единствена иднина, поради тоа што да свесни сме дека имаме премногу комунален отпад, кој што не е единствениот, кој што може да добие друга функција. Еве конкретно со комуналниот отпад, кое е според вас решението? Доколку ја земеме во предвид можноста за циркуларната економија, како отпадот во целиот наш индустријски процес, ако зборувам за индустријата, како отпадот што го креираме ние како домаќинство, да почнеме од целата гардероба што имаме дома. Така? Таа станува ресурс за креирање на нови производи. Што може да речеме од модните парчиња што ги носиме, од облеката да се Токму тоа ќе го представиме на првиот ден, каде што ќе видите какви решенија се креираат за моделот на циркуларност за звучна изолација, така да се што се користи во вашето студио, во нашите домови за звучна изолација, може да биде произлезен токму од текстилен отпад. Има друга иницијатива која што ја води еден стартап од Шпанија што го менторирам, кој што интегрира отпад од рудните на одјалишта, кој што заедно со текстилниот отпад креира целосна циркуларна цигла. Цигла? Да, цигла за домување. Така да има доста примери кои што треба да се истражат, да се експериментираат и да се креира соодветниот бизнис модел. Поради тоа треба бидеме свесни дека циркуларноста некогаш значи дека креираме малце поскап производ, меѓутоа тука треба да се изгради механизам помеѓу државата, креаторите на тој отпад и тие што ќе го искористат за својот индустријски процес, се со цел да се обезбеди цената на чинење на тој ресурс да биде приближно иста како на нов производ. Да, ги споменавте младите кои што ќе бидат освежување во овогодишниот саем Енерготехнома 2025 година и ќе имаат, мислам дека и значајна улога во подигнување и представување на саемот. Колку вложувате во тие млади, колку ќе им се даде шанса, ќе добијат ли можност, велиме, светот на младите останува? Токму така. Затоа е обезбеден и посебен простор за изложување на производите кои што ги прототипите кои што ги направија студентите од Машинскиот факултет, нивната формула која што веќе се вози и се на различни патеки низ во регионот и на колегите од ФЕЙТ со нивната роботика. Меѓутоа не се само тие и останатите млади кои што можат да добијат поддршка во развој на нивниот бизнис преку Европскиот институт за иновација и технологија, бизнес акселераторот УКИМ. Секој универзитет располага со различен број на лаборатории кои што се ставени, можат и понатаму да бидат ставени во функција токму младите студенти во текот на нивните студии надворот од нивнијата студиска област да експериментираат. Секако потребна е меѓусебна врска помеѓу студентите и индустријата и таа не може да биде еднострана. Постои таа соработка меѓу приватен сектор, академска заедница. Постои на ниво на иноваторите? Постои. Меѓутоа секако може да биде многу подобра. Постои на ниво соработка институционална помеѓу факултетите и универзитетите и индустријата. Нивото на соработка помеѓу студентите и индустријата е на ниво на најмногу на извршување на нивната практична работа, меѓутоа сега ги охрабруваме кога сакаат да креираат нов производ, директно да им се обратат на индустријата со цел да утврдат како може да соработуваат. Така да од сегашната форма на пракса може да биде тоа и во форма на заеднички проект. Така, колку време го подготвувавте настанот?
Па наставно го Не е подготвуваме од летоска Па и со особен добро сте се интензитет. подготвиле, да. Ако е летоска. Ја мислев да не е од крајот на претходниот саем до денес. Концептот се градеше од крајот на минатиот саем, каде што со воведување на програмскиот дел се утврди дека има простор за напредување. Полека се градеше концептот за 2025-та, меѓутоа најголемиот интензитет беше во изминатите 6 месеци. Така, се отвара денес во 18 часот, а од утре од 10 часот мислам дека е. До денеска е отворен за посетителите од 13. Од 13 е денес, така. А меѓутоа официјалното отварање, каде што Министерката за енергетика ќе биде присутна со колегите од конференцијата за енергетика со цел да им дадеме можност да се запознаат со посетителите, вашите гледачи и со излагачите. Во арената Борис Трајковски сите сте поканети. Вам ви благодарам за учеството во утринската програма Добро утро секој утро и ќе ги поканиме сите наши гледачи кои сакаат да придонесат за здрава животна средина, да бидат дел од сето она што овој саем Енерготехнума 2025 од денес од 13 часот ќе го прикаже за сите вас.